во Враца со блажено покојниот патриарх како русенски митрополит и со блажено покојниот митрополит Врачански неофит. Да. Он не неофит, туку Калиник. И на таа литургија на која беше присутен и епископ Јован, тогаш викарен му епископ Парнишковски, нивниот ѓакон му рече, дедо Калиник како домаќин, ајде, кажи, да се помолиме за македонскиот православен народ. И тој кажа, тој имаше аплауз во цела црква. Јас му рекол нашиот протоѓакон, кажи, да се помолиме за бугарскиот православен народ. И тој кажа, повторно аплауз. Во црквата ние бевме пред верниот народ признаени од верните луѓе во Враца и од владиците што беа присутни како македонски народ, а ние ги признавме бугарите како бугарски народ. Затоа кажа Врабевски, тој Милан Врабевски, оној што ги отвара бугарските клубови широм. Кажа дека тој акт, тоа писмо за мајка црква го направил еден наш владика, митрополит наш. Го кажа името, не сакам јас да го кажувам името. И ние кога отидовме повикани од синодот на бугарската црква таму, бевме изненадени кога тој владика го прочита тој акт дека ние ја признаваме за бугарската православна црква како мајка црква. Ние на синодот го разгледавме тој документ и рековме вака, дека ние, ако бугарската православна црква ни даде автокефалност, инсистирајќи дека ние мајка црква, и не препорача пред сите поместни православни цркви и пред Цариград да ни се даде автокефалност, и почне да сослужува со нас, ќе ја препознаеме како црква која се грижи како мајка црква. Значи, не ја прифаќаме како мајка црква, ќе ја препознаеме како црква која се грижи како мајка црква. На ниедно од тие наши препораки до бугарската црква не бевме удостоени. Не добивме никаков одговор. Немаше никаков одговор, ама немаше и ништо од тоа. Ниту бевме, ниту дозволија да сослужуваме, макар што јас многу години порано сослужував со кога бевме напаѓани и од Српската црква и од другите цркви и така натаму, во Враца со блажено покојниот патриарх како русенски митрополит и со блажено покојниот митрополит Врачански неофит. Да. Он не неофит, туку Калиник. И на таа литургија на која беше присутен и епископ Јован, тогаш викарен му епископ Парнишковски, нивниот ѓакон му рече, дедо Калиник како домаќин, ајде, кажи, да се помолиме за македонскиот православен народ. И тој кажа, тој имаше аплауз во цела црква. Јас му рекол нашиот протоѓакон, кажи, да се помолиме за бугарскиот православен народ. И тој кажа, повторно аплауз. Во црквата ние бевме пред верниот народ признаени од верните луѓе во Враца и од владиците што беа присутни како македонски народ, а ние ги признавме бугарите како бугарски народ. Тоа е аргумент, тоа е факт, до денеска не бил никогаш порекнато, но очигледно дека ова игра што се играше и со пасошите на нашите македонци во Мала Преспа, каде што таму основавме и во верата ги приведовме и крстивме, не јас само лично, свештениците од мојата епархија, и така натаму, над 5000 души во сите овие села што беа во Горна Преспа, што ја викат или Мала Преспа, а тука се, почнувајќи од целото Туминец, потоа селото Пустец,
па другите села, не ги бројам, 7-8 села се таму, сите тие се села со македонци. Денеска таму се врши пропаганда, тие луѓе да се пишат дека се бугари. Па како тоа? Затоа што некој врши таму мисија, но еве ги имаме луѓето. Имаше емисија за тоа, може да ја видите, да ја гледате, како беа крштевани и така натаму и така натаму. Значи, ние си ја извршиме нашата мисија. Ги приведовме тие луѓе во верата наша православна, го препозна тоа Јован Корчанскиот митрополит и ме молеше мене. Сакам, знам дека ова мисија е ваше дело, на вашата епархија, на вашата црква, на македонската црква. Не му е, Божјо дело е. Тоа и така натаму. Не можете да бидете вие и да потегате юрисдикцијата овде кај нас, затоа ве молиме, остапетени ги овие верници и овие села и кажете под кои услови ќе ги осапите. Јас се консултирав во синод и реков, свештениците таму да бидат македонци, бидејќи јас 13 зедов деца од таму што завршија богословија и 3/4 завршија факултет, од тие таму, да се проповеда на македонски и на црковнословенски и празниците да се празнуваат по стариот календар, како што кај нас се празнуваат и така натаму. Тоа е од нашето барање, ништо друго. Човекот се согласи и рече дека ви ветувам дека во мен имате вистински пријател и беше и остана и уште ни е вистински пријател, а ние не можеме да протегаме юрисдикција таму на тој крај, бидејќи, како што и самиот ни рече, ако вие продолжите вака да правите, државата нема да ви дозволи да влезете во Албанија, што значи, но мисијата е извршена, луѓето се приведени во црквата, крстени, венчани, извршени се опела на сите што требало се извршат, се, и ние таму имаме едно наше, во тие села, исклучиво македонско население без ниту еден човек што припаѓа на албанската националност, освен во едно село, тоа се вика Врбник, таму кај Билишта е, каде што како крстивме 94 луѓе во еден ден, некаде до 1-2 по полноќ, и тогаш ручавме и вечеравме заедно. Жената сната таму што рече, дедо, благословете да бидам македонка. Јас сум, вие сте македонка, зборува одлично македонски. Не вика, јас сум арнаутка. Ама јас сум мажена во ова семејство. Мажот ми и свекор ми се македонци. Сите се овие мојве, ова рода нова македонци. И јас сакам да бидам македонка, благословете ме да бидам македонка, викам благословена си и Господ нека те благослови и така. Знаете, таму е извршена мисија која е не јас да зборувам. Слушна таму во таа емисијата можете да видите. Ако смеам и јас да кажем, ние секоја година објавуваме како се празнува таму и Великден и Божик. Значи се празнува во Војзден со верниците од Македонија, тоа го објавуваат македонски весник Тирана и така натаму. Значи гледаме дека има стварно. Па се изврши мисијата, но и сега кога се тие под юрисдикција на Албанската православна црква, под юрисдикција на Корчанскиот митрополит Јован, ништо не се сменило по однос на нивната припадност како верници македонци по народност, но не националисти, туку не се откажуваат нација. И тие се единствените македонци он Енвер Хоџа признаени кога Албанија беше прогласена единствена атеистичка држава во светот. Тој призна нација македонска, а тоа се жителите на тие 7 села, наши македонски, што се наоѓаат тука, вклучувајќи ги она село кое е оддалечено малку, потаму е тоа, само
еден рид ги дели од оние македонските села што се во Костурско, како што е Вомбел, после она смрде што го викаат и така натаму, затоа што ридот ги дели, ама тие припаѓаат на тој дел на македонците од Костурско. Така што сакам да кажам дека ние како црква си ја извршивме и си ја вршиме својата мисија. Ние како црква македонска никого не повредивме. Тоа го знаат сите, затоа не призна Српската црква ставното име. Ние никогаш не се приклучивме на известни парацрквени организации на Српската црква, како во Црна Гора, како оној Артемије што беше како некои нови така натаму. Не се приклучивме ни во на црква која православна во Хрватска се декларираше, кои бара да им Хиротонисаме епископ на Хрватската православна црква, наречена во Канада. Не се врзавме со старокалендарците во Грција, кои сочинуваат можеби 1/4 или 1/3 од населението, која не е признаена и во состав на Грчката православна црква. На ниту една црква не направивме штета. Трпевме, страдавме, се мачевме и, како што кажав таму на оние разговори на двете комисии што беа, им реков: луѓе, вие се ни правите и не тепате, и ние нема друго што да правиме освен да плачеме. А нашето плачење, кога ќе речам јас, моето плачење е кога ме навредуваш, кога не ме признаваш за човек, дека сум достоинствен, дека имам своја нација македонска, дека имам свој јазик македонски, своја посебност, што не значи дека сум етнофилетист и така натаму. Па тоа ми е моето плачење. Ако ме тепате, дозволете им барем да плачеме, да кажеме дека јас сум тоа, и вие да си кажете, и кога ќе кажеме тоа, ама сега оди приказната друго. Па ние не сме тоа, кога ќе слушате од наши луѓе, дека не сме тоа, дека сме ни бугари или грци или срби или албанци или не знам што, па извинете, да не го бараме непријателот некаде подалеку.